Утре во Основниот суд во Куманово почнува судењето на 36-годишната жена која во јуни во семејниот дом во Кратово ѓуби мажот и свекорот. Во судската постапка одбраната треба да докаже дека таа била жртва на семејно насилство. Години наназад трпела физичка и психичка тортура и убиството го сторила за да се одбрани. Тие докази ќе ги приложиме подкрепени како со материјални така и вербални докази. Имаме сведоци и стручни лица од областа на нейропсихијатријата кои што ќе потврдат оваа тема. Имаме целосна доверба во судскиот систем, знаеме дека не очекува огромна и долга правна битка, меѓутоа како и претходно се надеваме во успех и да можеме да ја споиме обвинетата со своите дечиња, од кои што е оделена подолг временски период. Низиниот адвокат е убеден дека ќе докажат тезата дека обвинетата делувала во нужна одбрана, иако во текот на истрагата не успеаја да издействуваат промена во правната квалификација и наместо убиство да биде акт на самоодбрана. За жал, обвинителството остана на својот првичен став и покрај многуте докази кои што ние ги приложивме во истрагата и активно дадовме конструктивен принос во докажување на фактичката состојба, сметам дека надлежниот судски совет целосно ќе поклони верба на нашите докази и ќе ја побие тезата на обвинителството во поглед на правната квалификација за убиство со умисла. 36-годишната жена и низиниот сопруг 13 години биле во брак и имат 2 малолетни деца. Несогласувањата започнале пред 5 години. Жената често пати била приморана да го напушти семејниот дом за да се заштити од малтретирање. Кобната вечер на 13 јуни во семејната куќа, жената за да се спаси од сопругот кој ја тепал и давел со кунски нож, прво го прободела него, а потоа и свекорот.